May the Lord be blessed for our gathering together this afternoon. Нека Господ го благослови ова наше собирање ова попладне. I will try to summarize our meetings from September and December. Ќе се обидам да направам едно резиме од оние наши среќавања од септември и декември. But I won't tell you, I spoke about this, we have studied this, we have do so and so. Но нема да се задржуваме сега на детали. Ова проучувавме, правевме вака, правевме така. We will study some text from the Bible, Туку ќе проучиме неколку текста од Библијата, which are connected with the things that we have studied in the past. кои што се поврзани со оние нешта кои што ги проучувавме во минатото. We will start our study with Psalm 44, verse 4, that we have read in the morning. Ќе го отпочнеме нашето проучување со 44-тиот псалм, стих 4, стихот кој што го прочитавме и ова утро. Let's read again this text. Да го прочитаме уште еднаш овој текст. Значи, псалм 44, стих 4. Ти, о мој царе и Боже мој, Ти му даде победа на Јакова. We have a question, and with this question we'll start the study. We said 44, 4. 44 with 4. Okay. We have a question, and with this question we'll start the study. Значи, имаме едно прашање на почетокот и со тоа ќе навлеземе во вечерашното проучување. The question is, Прашањето е следно. when God shall command the deliverance of his people at the end of time? Can you repeat? When God shall command the deliverance of his people at the end of time? Кога Господ ќе заповеда избавување на својот народ во последното време? We have studied in the morning, and we have seen that God commanded the deliverance of Israelites while they were in Egypt, and sent Moses to do this. Значи, видовме утринава дека Господ кога наредил да биде избавен Божиот народ од Египет, го пратил Мојсе за да го стори тоа. We saw that David was asking also for deliverance. И исто видовме дека и Давид барал избавување. And we all, I think, are aware about the fact that we are in bondage. И верувам дека секој од нас е свесен дека сите ние се наоѓаме во едно робство. We are in the bondage of this world that is named by God Babel. Значи, заробени сме во овој свет кој што од страната на Бога е наречен Вавилон. The question is, when God shall command the deliverance of his people? Прашањето е, значи, уште еднаш, кога Господ ќе заповеда да биде избавен Божиот народ? We have the answer to this Odgovor- question Одговорот на ова прашање го наоѓаме in Revelation chapter 18, во Откровение, first Os- 4 verses. First First 4 4 verses. 18-то поглавје од Откровение, првите 4 стиха ќе ги прочитаме. Потоа видов друг ангел, како слегува од небото, кој имаше голема власт, и земјата се осветли од неговата слава. И извика со силен глас, велејки: падна големиот Вавилон и стана демонско живеалиште, и за солниште на сите нечисти духови, и за солниште на сите нечисти и гадни птици, зашто сите народи пие од виното на незиното распалено блудство, и земните цареви блудствуваа со неа, и земните трговци се збогати од незината претерана раскош. И чув друг глас од небото да вели: излезете од неа, народе мој, за да не бидете соучесници во незините греови и да не ги примите незините зла. So our emphasis is on verse 4. Значи, ке се задржиме и акцент ке ставиме на 4 стих. When God is uttering the command of deliverance. Кога Господ, значи, изрекува заповед за избавување, Come out of her, my people. и вели: излезете од неа, народе мој. Please tell me, can we go out of Babylon without God commanding us to do this?
Кажете ми, дали можеме ние да излеземе од Вавилон без Господ да ни го заповеда тоа? Can we escape Babylon without God commanding us to do so? Дали можеме да избегаме од Вавилон без Господ да ни заповеда такво нешто? The real deliverance can occur only when God commands the deliverance. Че вистинското избавување може да се случи само кога Господ ќе заповеда такво нешто. And God commands our deliverance, come out of her, my people. И Господ, гледаме, го заповеда тоа и вели, излезете од неа, народе мој. In a very special context. Во еден посебен контекст. When the third angel message Кога третата ангелска вест shall transform into a loud cry. ќе премине во гласен вик. Until then, we are asked by God to do things to prepare for the coming out. Се дотогаш Господ бара од нас да правиме нешта кои што ќе значат подготовка, наша подготовка за излез од Вавилон. God is teaching us to have our own education, our schools. Господ не поучува да имаме свој образовен систем, своји школи. God tell us to have our food. Ни кажува, не поучува како да одгледуваме самите храна. God is telling us to differ in fashion, in our dress from the world. Не поучува да се разликуваме во облекувањето од останатиот свет. But we are still in this world. Меѓутоа, ние се уште се наоѓаме во светот, We are still influenced by this world. се уште сме под влијание на светот. Our jobs are also here. Тука ни се и нашите работни места, Our families are here. нашите семејства се тука, We are still living in the cities. се уште живееме по градовите. But there be a time when God shall command the deliverance of His people. Но ќе дојде време кога Господ ќе заповеда избавување на својот народ. And this command will be in the time of the loud cry. И ова тој ќе го заповеда во времето на гласниот вик. The message is Babylon is fallen. Пораката или веста е дека Вавилон падна. Come out of her, my people. Излезете од неа, народе мој. Do not be partakers to her sins. Не бидете дел, соучесници на незините гревови. And if we prepare for that moment since now, И ако за таквиот момент на избавување се подготвуваме уште од денес, we will be able to go out of Babylon. тогаш ќе бидеме во можност да го напуштиме Вавилон. But if we do not prepare from now for that moment, Но ако не го правиме тоа, ако не се подготвуваме уште од сега за тој момент, we can escape, but it will be hard for us. можеби ќе излеземе, ќе избегаме, меѓутоа ќе биде многу тешко за нас. And you will understand why further. И понатаму низ проучувањето ќе разберете зошто е тоа така. Now, looking in Revelation chapter 18, we have a coming out of Babylon. Кога ќе погледнеме во 18 глава од Откровение, гледаме излегување од Вавилон. Do you remember that we have studied another calling out of Babylon? Се сеќавате ли дека во претходните проучувања, претходните месеци проучувавме за едно друго излегување од Вавилон? Who in the Bible was called to come out of Babylon? Кој беше повикан во Библијата? Која личност беше повикана да излезе од Вавилон? Абрахам. Okay, thank you very much. И Yes, благодарам, Abraham. да, Аврам. Let's go there. Да отвориме сега Genesis chapter 12, Битие, 1 Мојсија, 12 глава. first 3 verses. Ќе ги прочитаме првите 3 стиха од Битие, 12 глава. Господ му рече на Аврама: излези од својата земја, од родното место и од татковиот дом, и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Ќе направам голем народ од тебе, ќе те благословам, ќе го прославам твоето име и самиот ќе бидеш благослов. Јас ќе ги благословам оние кои ќе те благословуваат, а ќе ги проколнам оние кои ќе те проколнуваат, и во тебе ќе бидат благословени сите племиња на земјата.
Chapter 11, verse 31 is telling us that Abraham was living in Ur. Во 11 глава, во претходната глава, 31 стих, Библијата ни вели дека Аврам живеел во Ур, халдејски. A city of Chaldea. Значи град во Халдеја. This means Babylon. А тоа всушност значи Вавилон. So Abraham was called out of Babylon Значи Аврам бил повикан да излезе од Вавилон to a country во земја that is the new earth. која е всушност новата земја. The earth made, recreated by God. Значи она возобновена земја која што Господ ќе ја возобнови. When God told Abraham to go out, to come out from Babylon, Кога Господ го повикува Аврама да излезе од Вавилон, he preached to Abraham the gospel. Do you remember this? се сеќавате дека тој му го проповедал всушност на Аврама Евангелието. Дали се сеќавате на тоа? Let's read this in Galatians, Да прочитаме за ова во Галатјаните. chapter 3, verse 8. Галатјаните 3:8. Значи Галатјаните 3 глава 8 стих. А и писмото предвиде дека Бог преку верата ги оправдува народите и однапред му го навести Евангелието на Авраама. Во тебе ќе бидат благословени сите народи. What does God preach to Abraham? Што му проповедал Господ на Авраама? The gospel. Евангелието му го проповедал. Стихот јасно вели, не? When? Кога? When he said to him, Кога му се обратил и му рекол, in thee shall all nations be blessed. во тебе ќе бидат благословени сите народи. So in these words, we have the gospel preached to Abraham. Значи, во овие зборови го имаме Евангелието, кое што му било проповедано на Аврама. When he was called to come out of Babylon. Во моментите тогаш кога бил повикан да излезе надвор од Вавилон. Now, if God has preached the gospel to Abraham in that moment, Ако Господ му го проповедал Евангелието на Аврама во тој миг, what God preached to Abraham? тогаш што му проповедал во суштина? Righteousness, please. Yeah, but something different I heard. Што рековте? Да, му го кажав тоа, меѓутоа он рече нешто поинако. Yes, yes, but I want something different. Нешто поинако. I want a person. Барам личност. Jesus. Jesus. Why Jesus? Зошто Исус? Please. Бог проповедал Исуса, значи. Please open Romans chapter 1. Да отвориме сега во Римјаните 1 глава. Please read verse 1 and 3. Значи Римјаните 1 глава ќе ги прочитаме првиот и третиот стих. Павле, слуга на Исуса Христа, повикан за апостол, одделен за Евангелието од Бога. И третиот стих. Ако е зборува за неговиот син, по тело роден од Давидовото семе. So looking in your Bibles, please tell me, gospel is about whom? Гледајќи во своите Библии, на кого се однесува Евангелието? За кого зборува Евангелието? So the gospel, it's about Jesus. Значи Евангелието се однесува на Исуса. Always when God is presenting the gospel, He is presenting Jesus. Значи кога Господ го презентира Евангелието, всушност го презентира, го покажува Исуса. So when God had called Abraham out of Babylon, Значи кога Господ го повикал Аврама од Вавилон, He was preaching Jesus му го проповедал Христа to Abraham. на Аврама. Why? Зошто? Let's open the Bible in 1 Corinthians Сега да отвориме во прво послание до Коринќаните. Please read chapter 2, verse 2. Втора глава, втори стих. Прво послание до Коринќаните, втора глава, втори стих. Да го прочитаме. Зашто решив да не знам меѓу вас ништо друго, освен Исуса Христа и тоа распнатиот.
So when we speak about Jesus, we speak about his birth, Значи, кога зборуваме за Христа, дали зборуваме за неговото раѓање? when we speak about the gospel, we speak about the wise men from the east, from the east? East. You are asking a question? Yes, yes, I am asking. When we speak about this or this. Дали исто кога го проповедаме Евангелието, зборуваме за мудреците кои што нели пристигнале при Исусовото раѓање? Or when we are preaching the gospel, we are speaking about Christ and Christ crucified. Или пак кога го проповедаме Евангелието, тогаш зборуваме за Исуса Христа и тоа распнатиот. It's about Christ and his cross. Значи Евангелието се однесува на Исуса и на неговиот на крстот. So, when God preached the gospel through Abraham, he preached Christ and Christ crucified. Според ова, кога Господ му го проповедал Евангелието на Аврама, всушност му проповедал за Исуса Христа и тоа распнатиот. Why? Зошто? Turn the page in 1 Corinthians chapter 1. Одиме една глава наназад во Коринќаните прва глава. Please read verses 23 and 24. Ќе ги прочитаме 23 и 24 стих. Прво послание до Коринќаните прва глава, 23 и 24. Ние го проповедаме распнатиот Христос, соблазан за јудејците, безумство за грците, а за самите повикани и јудејци и грци, Христос, Божја сила и Божја мудрост. Tell me, what is the cross? Кажете ми сега, што е крстот? In verse 23 Во and 23 стих, 24, especially 24, we have the answer. посебно во 24 стих го имаме одговорот. The power. The power. of God. Please be very Што е careful сила? here. The cross of Christ or Christ crucified Значи да бидеме внимателни овде. Христовиот крст или Христос распнатиот is the power of God. е Божјата сила. So, when God preached the gospel to Abraham, he showed his power of deliverance, his power to save. Значи кога Господ му го проповедал Евангелието на Аврама, му ја покажал својата сила, својата избавителска сила, силата да спаси, да избави. Now, if we go in Revelation, we are not going, but if we go to Revelation, Ако отидеме во Откровение, we shall find that before that this deliverance, before being called out of Babylon, ќе видиме дека пред да бидеме повикани да излеземе од Вавилон, значи пред избавувањето, God is preaching to us the gospel Господ ни го проповеда нам Евангелието in the message of the three angels. преку веста на трите ангели. So as God was preaching the gospel to Abraham, the same, Како што Господ му го проповедал Евангелието на Аврама, исто така, He is preaching to us, which are living at the end of time, the gospel in the three angel messages. нам, кои што живееме во последното време, ни го проповеда Евангелието преку веста на трите ангели. As Abraham found power in the cross of Christ to go out of Babylon to a foreign country, Како што Аврам пронашол сила во крстот, значи за да излезе од Вавилон во непозната земја, the gospel is also the same is preached to us to receive from their power to go out from Babylon. истото тоа Евангелие, значи што ни се проповеда на нас, е со таа цел да ни даде сила за да можеме да го напуштиме Вавилон. The question is, Прашањето се поставува: do we need a spiritual power to be able to come out of Babylon? дали нам ни е потребна духовна сила за да можеме да излеземе од Вавилон? You understand? Разбираме? In us, there is no power
to break the spell of the world. Значи во нас не постои сила да ја разбиеме она клетва, она магија на светот. But in this promise of God, of a better country, Но во ова Божје ветување за една подобра земја, of a better life, на еден подобар живот, and in the cross of Christ there is power. и во Христовиот крст, тука е силата. God is showing us these things Господ ни ги покажува овие нешта to influence our mind and soul and heart да влијае на нашиот ум, на нашата душа, на нашето срце, to decide for Да. this world да одлучиме, or for that He has promised. значи да одлучиме дали сме на страната на светот или пак за она што тој ни го ветил. Now we know that to Abraham the country that was promised was Canaan. Знаеме дека земјата која што му била ветена на Аврам била Ханан. And that country was promised to him and to his seed. Значи таа земја му била ветена нему и на неговото семе. I want to study with me something. Би сакал сега да проучиме заедно нешто From Genesis кое што се наоѓа во Битие, прва Мојсиева, chapter 26. 26-то поглавје од Битие. Let's read from verse 12 И да започнеме да читаме од 12-тиот стих. till 15. Од 12-тиот до 15-тиот. Битие, значи, 26 глава. Од 12 до 15. Исак посеа во онаа земја и во тоа лето му роди 100 пати повеќе. Господ го благословуваше. И човекот стануваше се побогат. Спечели стада со овци и говеда, доби и многу слуги, така што филистејците му завидеа. Затоа филистејците ги затрупаа сите кладенци што ги беа ископале слугите на татка му во времето на неговиот татко Авраам и ги наполнија со земја. So Isaac was living in Canaan Значи го гледаме Исак овде живее во хананската земја and he sowed some seed. и посеал семе And the land gave him fruits. How many? и колку била родна земјата, колку му дала земјата. 100-fold. 100 пати повеќе, замислете. Do you believe that is literally expression or it's a symbolic expression? Дали ова е символички израз овде искористен или пак буквален, 100 пати повеќе? The context is literal. Контекстот кој ќе го погледнеме станува збор за буквално нешто. But if you cannot believe that is literal, is not a problem. The idea is that Isaac Меѓутоа не е проблем ако не можете да поверувате дека тоа е буквално. received in that year a lot Идејата е дека Исак во таа година добил многу, in the harvest time. значи за време на жетвата. And this was a problem И ова представувало проблем, because also his herds were big. Animals, herds. исто така и стадата Flocks. му биле исто така доста големи. Also the flocks. Да. Flocks and herds. Yeah. Okay. Now, Стадата овци и говедата, нели како што читам. pay attention to verse 16. И сега да обрнеме внимание на 16-тиот стих. You can read it. 16 стих. Тогаш Авимелех му рече на Исака: оди си од нас, зашто стана многу посилен од нас. So, the king of Philistines Значи филистејскиот цар is asking
Isaac so? Бара од Исака, Go from us because you are richer than us and more powerful than us. оди си од нас затоа што си побогат од нас и си помоќен од нас. Go from us, go from the country Оди си од нас, излези од земјата, напушти ја земјата, that God has promised to your father. која што Господ му ја вети на твојот татко. Go from your inheritance. Оди си, напушти го своето наследство. What Isaac is doing? Што направил Исак? He's going out. Тој излегува. Why? Зошто? We read further, verse 18. Читаме понатаму во 18 стих. Исак пак ги ископа кладенците за вода, што беа ископани во времето на татка му Аврама, а што филистејците ги беа наполниле со земја по Аврамовата смрт. Тој ги нарече со истите имиња со кои ги нарече и неговиот татко. So Isaac is leaving from that land where he was staying. Значи Исак заминува од таму каде што живеел. Verse 17 told us that he was now staying in Gerar. Во 17 стих гледаме дека отишел во Герарската долина, He's digging some fountains of water. копа кладенци за вода. Now pay attention to verse 20. Сега да обрнем внимание на 20 стих. Can you read it? Пастирите од Герар спореа со Исаковите пастири, велејки, водата е наша. На кладенецот му го даде името Есек, зашто спореа со нив. So now some shepherds are asking Isaac to leave. Чи гледаме сега некои пастири во Герарската долина, бараат од Исака да напушти од таму. What Isaac is doing? И што прави Исак? He's leaving. He's letting the fountains of his father there Заминал, and he's leaving. ги оставил кладенците од својот татко и отишол. Now the question is why? Прашањето се поставува зошто го сторил тоа? He was in the country promised to his father. Нели бил во земјата која што му била ветена на неговиот татко? He was the only One who inherit? yes, the only son of Abraham to inherit the country. Што He бил, has two or more sons, but he was the only. значи нели Аврам имал уште двајца сина, меѓутоа тој бил, Исак бил единствениот кој што го наследил се тоа. And the only heir of the country is living. И единствениот наследник на земјата напушта, си заминува. Not from the country, from the old country, but from the point of conflict. Значи не од целосно од земјата, туку од тој дел. Why he is living? А зошто заминал? He got afraid. Hebrews chapter 11, Читаме во Евреите 11-то поглавје. the Bible is speaking about Abraham and his wife Sarah. Библијата овде ни зборува за Авраам и за неговата жена Сара. And in verse 13 И во 13-тиот стих, till 15, ки читаме од 13 до 15, Paul tells us why they were thinking like so. Павле ни кажува зошто така размислува. 16. To 16? Yeah, 13 to 16. Значи од 13 до 16 стих, 11 глава Евреите читаме. Сите овие умреа во вера, не добивајќи ги ветувањата, туку само оддалеку ги видоа и ги поздравија и исповедаа дека се тугинци и придојденци на земјата. Зашто кои зборуваат така, покажуваат дека ја бараат родината. И ако при тоа мислеле на она од која излегле, имаа време да се вратат, но сега копнеат по подобра, односно по небесната. Затоа Бог не се срами од нив да се нарече нивни Бог, зашто им приготвил град. Please tell me how they were seeing themselves. Verse 13, we have the answer.
Во 13 стих имаме одговорот на прашањето како гледале на себе. as strangers Како странци, придојденци. and pilgrims on the earth. Да, значи туѓенци и придојденци на земјата. And in their journey on this earth, they were saying that they are looking for a country. И патувајќи низ земјата, велат дека барале земја. So for Abraham, his country was where? Значи за Аврама, каде била неговата земја? In heaven. На небото, да. And he educated his son Isaac to think the same. Така и го поучувал својот син Исак, на истиот начин да размислува. Please keep in mind that they were very wealthy. Имајте на ум дека биле неверојатно богати, I think wealthier than all of us together multiplied by whatever you want. мислам дека многу побогати од сите нас заедно и тоа помножено по колку ви да сакате. And none of them, father or son, had their eyes on earthly things. И ниту таткото, ниту синот, очите не им биле вперени во земските нешта. They seek for a country, Барале земја, a better country подобра земја, that is in heaven. која што е на небото. And because they were seeking for a country, a heavenly one, И бидејќи барале, копнееле за небесна земја, God was not ashamed to be named their God, to name himself their God. Господ не се срамел од нив да се нарече нивни Бог. Now the question is, Се поставува прашањето. if we say that God is our God, Ако ние за себе велиме дека Бог е наш Бог, but our country is not the heavenly one, but the earthly one, а нашата земја не е онаа небесната, туку овде, God is ashamed to be called our God or no? тогаш дали Господ од нас се срами да се нарече дека е наш Бог или не? Што мислите? Think of this. Размислете добро. Because the Bible is telling that God was not ashamed to be called the God of those who are seeking for a better country. Затоа што Библијата јасно ни вели дека Бог не се срамел од оние кои што копнееле по подобра земја, по небесната. In faith, all died. In faith. They all died in faith. In faith, yeah. Сите тие умреле во вера, како што прочитавме. None of them have received the promise. Никој од нив не го примил ветувањето. Why? Зошто? The same chapter, verse 39 and 40. Во истата глава ги читаме 39 и 40 стих. И сите тие, што се последните два стиха од главата, и сите тие, иако се посведочени преку верата, не го примија ветувањето. Зашто Бог предвиде нешто подобро за нас, тие да не дојдат до совршенството без нас. Are you happy? Дали сте среќни кога го читате ова? So the same promise made to Abraham is made to us. Значи истото ветување кое што му било дадено на Аврама ни е дадено и нам. The same promise made to Abraham, the same country promised to him is promised to us. Истата таа земја која што нему му била ветена и нам ни е ветена. The same gospel preached to him is preached to us. Истото евангелие што му било нему проповедано, ни е проповедано и нам. The same Christ, Истиот Христос, the same cross, истиот крст, the same power. истата сила. We need power from on high Потребна ни е сила од високо, to be able to escape from the world that is in us and in which we are. да потребна ни е сила од озгора за да можеме да избегаме од светот во кој што сме и светот кој што е во нас.
Without this power, we cannot do anything. Без таа сила не можеме ништо. It is sad to see a church which sings to God, pray to God, speak about God, Се вели, кажано е, дека да се види црква која што му пее на Бога, му се моли на Бога, being carnal. Carnal. Okay, but natural. Being, to be. the same church is Yes. praying. Praying, singing, but Таа it's carnal. истата црква која што му се моли и му пее на Бога, а во исто време е телесна. We have in the Bible a model of this church. Во Библијата имаме модел за една ваква црква. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 till 3. Прво послание до Коринќаните, 3 глава, 1 to 3. 1 Corinthians 3, 1 to 3. Yes. Прво послание до Коринќаните, 3 глава, од 1 до 3. И јас, браќа, не можев да ви зборувам како на духовни, но како на телесни, како на младенци во Христа. Со млеко ве напоив, не со тврда храна, зашто уште не можевте да ја поднесувате. А ни сега не можете, зашто сте уште телесни. Не сте ли телесни и не живеете ли како обичните луѓе, што меѓу вас има завист, спорови и поделба? Really, we must understand what carnal means. Мораме да разбереме што значи тоа да бидеш телесен. But because from the Bible, we find out that a church can be carnal. Бидејќи во Библијата гледаме дека една црква која што ете наводно му служи на Бога може да биде телесна. And if the church is carnal, this means that the members of the church are carnal. Ако се вели дека црквата е телесна, тоа значи дека членовите на таа црква се телесни. Now the question is, Прашањето е, how am I? каков сум јас? I'm carnal, Дали сум телесен? carnal minded, or spiritual minded? Дали имам телесен ум или пак духовен ум? Who is leading me? Кој ме води мене? I'm led by my carnal mind, Дали мене ме води мојот телесен ум or I'm led by the Spirit? или пак сум воден од духот? Here is where the power of the cross should interfere. Значи, овде е тоа каде што треба да има удел крстот, силата на крстот. Because only beholding Jesus on the cross, we can be saved from this carnal mind, Бидејќи carnal од body. овој телесен ум и нашата телеса можеме да бидеме спасени само ако го наблюдуваме Христа распнатиот. Only when we understand that our carnal mind had put Christ on the cross, Само кога ќе разбереме дека нашиот телесен ум го распна Христа на крстот, only when we understand this, we shall understand the problems in which we are living. само ако тоа го разбереме, тогаш ќе ги разбереме проблемите со кои што се соочуваме секој ден. Keep in mind this. Имајте го ова на ум. If I, Ако јас или сите ние I would have been the only person of this earth, God would have died for me. Значи, кога јас би бил единствената личност, единственото живо човечко битие на оваа земја, Исус, односно Господ, би умрел за мене. We are always saying that the sins of the world have crucified Jesus. Секогаш велиме дека гревовите на овој свет го распнаа Христа. But when we are saying so, Меѓутоа, кога така велиме, it's like we are taking one glass of orange juice тоа е исто како да земаме една чаша на сок од портокал, mix him with 10 liters of water, и ќе измешаме таа една чаша на чист портокалов сок со 10 литри вода, and drinking the juice. и ќе се изнапиеме сок. Has no taste. Нема никаков вкус. There's no water,
and no juice. Значи нити има вкус на вода, нити пък има вкус на сок. Agree? Дали се служуваме? If you take a glass of juice and put it in 10 liters of water, you don't have neither water, neither juice. Значи 2 децилитри на сок од протокол во 10 литри измешано вода, нити вода ќе добиете, нити сок. The same is here. Истото е овде. Jesus was not crucified for the sins of the world. Значи Исус не беше распнат за гревовите на светот, He was crucified by my sins. тој беше распнат од моите гревови. And when we understand that I am the person who put Christ on the cross, И кога ќе разбереме дека сите ние или јас сме тие кои што го распнавме Христа на крстот, I can understand how abhorring is sin in the eyes of God. тогаш ќе сватам колку е гнасен гревот во Божите очи. And if sin is in me, И ако гревот е во мене, and sin crucified Christ, а гревот го распна Христа, I desire to be saved from sin. тогаш мој копнеш е да бидам спасен од гревот. God is presenting this to a carnal-minded people. Ова Господ им го прикажува на телесни луѓе, In His hope that we will answer to His calling. со надеж дека ние ќе одговориме на тој повик. And if we answer to this calling, И ако се отповикаме на овој повик, He will begin to teach us more and more and more about His gospel and His plan of salvation. тој ќе продолжи се повеќе и повеќе да не поучува за Евангелието и за неговиот план на спасение. Let's read 1 Corinthians chapter 2, verse 14 Да, and 15. да прочитаме прво послание до Коринќаните, 2 глава, from where? 14 to 16. Прво Коринќаните 2 глава од 14 до 16. А душевниот човек не го прима она што е од Божиот дух, зашто тоа е безумство за него и не може да сознае. Зашто за тоа треба да расудува на духовен начин. Духовниот човек пак испитува се, а него никој не го испитува. Зашто кој го познава Господовиот ум, зашто кој го познава Господовиот ум за да го поучи? И ние го имаме Христовиот ум. So there is a reality. Carnal man cannot understand the things of God. Ова е реалност. Душевниот, како што вели овде, или телесниот човек не може да ги разбере духовните нешта. But he that is spiritual can understand. Но духовниот може да разбере. Now there is a problem. Но сега тука има еден проблем. Do you see it? Дали го гледаме проблемот? If we are to become spiritual, За да се продуховиме, за да станеме духовни, we will be the weakest man and woman from this planet. We'll become the weakest. To become. If we will become spiritual, we will be the weakest man. with our power. Something like that. Not with our power. Only we'll be from the world, because we are spiritual and not fighting. We are weakest. I don't understand. Okay, I'll try to repeat in other words. If we take the risk to become spiritual, А значи ако ние го превземеме ризикот, ако ризикуваме да станеме духовни, we will be the people that the world will put under her feet. тогаш ќе бидеме најслабите, значи светот едноставно ќе не сгази. Agree? Дали се служуваме? Because we cannot fight for our rights. Бидејќи ние не можеме да се бориме за нашите права. Because Isaac was not fighting for his rights. Исак, видовме, не се борел за своите права. Isaac was not fighting for the fountains of his father. Не се борел ни за кладенците кои што ги искупал неговиот татко. There is a risk to be spiritual.
Постои ризик, значи, да се стане духовен. We will become the weakest men of this planet. Со тоа ќе станеме најслабите луѓе на оваа планета. But I want you to know something. Но би сакал да знаеме нешто. When this will happen, Кога вакво нешто ќе се случи, God can work with us. тогаш Господ може да соработува со нас, да работи на нас. Until then, He cannot. До тогаш, до тој момент, тој не може да го прави тоа. God will work only when we are weak. Значи, Господ работи со нас само тогаш кога сме слаби. Turn the page to 1 Corinthians chapter 1. Одиме назад во прво послание до Коринќаните, прва глава, Look at verse 26 and 27. да ги прочитаме 26 и 27 стих. Прво послание до Коринќаните 1, 26 и 27. Гледате го, браќа, само своето повикување. Нема тука многу мудри по човечко сваќање, нема многу силни, ниту многу од благороден род. Туку Бог го избра она што е безумно пред светот, за да ги посрами мудрите. Што е слабо пред светот, Бог го избра за да ги посрами силните. So, how many wise men after the flesh, how many mighty, how many noble are called? Што гледаме од овие стихови? Колку мудри, колку силни, колку благородни од луѓето се повикани? Not many. Не многу такви. Why? Зошто е тоа така? Because God has chosen the weakest part of the earth, the weakest man and woman of the earth, Затоа што Господ ги избрал најслабите мажи и жени од оваа земја, to confound the wisest one. да им се спротивстават, да ги посрамат мудрите. But He can do this only Но тој ова го може само ако, when this weakest man and woman кога овие најслаби мажи и жени will become weaker and weaker. ќе станат уште послаби и послаби. Because Затоа што pride is present also in the life of the humble, not humble in the sense of humbleness, but simple man, poor man. Everybody is full of Затоа што и pride. кај простодушните и наједноставните луѓе исто така е присутна гордост. Гордоста има во секој човечко суштество. So, Ellen White has a definition of righteousness. Елен Вајт ни кажала дефиниција за тоа што е праведност. I don't remember exactly her words. Не се сеќавам точно на незините зборови, I will give them tomorrow to you, but now I will че утре ќе ви ги дадам, paraphrase. но сега ќе го парафразирам незиниот цитат. She is saying so. Вака вели: What is righteousness by faith? Што е праведност преку вера? It is putting down in the dust Тоа е фрлање на човечката гордост во земскиот прав. the glory of man Значи славата човечка and doing for man и да го направи она за човекот what the man cannot do for himself. што човекот не може за себе да го стори. Значи фрлање на човечката слава и гордост во земскиот прав и го прави она за човекот што човекот самиот за себе не може да го направи. In order to save Abraham, God was doing this thing in his life. За да го спаси Аврама, Бог го правил токму ова во неговиот живот. In order to save Isaac, he was doing the same. Истото го правил и со Исака за да го спаси и него. In order to save David and his son Solomon, he does the same. Истото го правил и со Давид и со неговиот син Соломон. To be able to save us from this world and from our sins За да може да не спаси Господ од овој свет и од нашите гревови, is necessarily that this process to be repeated with us. неопходно е овој процес да биде повторен и во нашите животи, со нас. God shall put into the dust our glory,
Господ ќе ја фрли во земскиот прав нашата слава, нашата гордост and He will do for us what we cannot do for ourselves. и ќе го направи, ќе го стори тоа за нас што ние не би можеле самите да го сториме. Now the question is, Се поставува прашањето. we will let Him to do this work? Дали ќе му дозволиме да тој тоа го направи со нас? We will let Him to command the deliverance and do this deliverance? Дали ќе му дозволиме да заповеда и да не избавување и да не избави? Do you remember that in the great controversy theme, Дали се сеќавате дека кога проучувавме за предметот за големата борба, Satan had an accusation against God Сатаната го обвинуваше, имаше едно обвинение против Бога, that after the fall in sin, man and woman cannot keep the law of God. дека после падот во грев, луѓето не можат да го држат Божиот закон. Do you remember this? Се сеќавате на ова? Now God has to make a demonstration. Сега Господ мора да прикаже, He must demonstrate that Satan is a liar мора да покаже дека ѓаволот е лажго and that man and woman fall into sin can keep the law. и дека паднатите човечки суштества, мажите и жените, можат да го држат законот. Please read verse 28. From the same. 1 Corinthians, 1:28. Од истата глава, 1 Коринќаните 1 глава, го читаме 28 стих. И што е неблагородно, и што е презрено во светот, и она што се смета за ништо, Бог го избра за да го уништи она што е нешто. So God has chosen the things which does not exist Значи Господ го избрал она што не постои, to bring to naught the things that exist. за да ги уништи оние нешта кои што постојат. Do you understand? Дали разбираме? Now God does not have a powerful people. Does not have. Господ нема во своите редови, значи, моќни луѓе. God does not have a righteous people Господ нема праведни луѓе, who is overcoming every sin. кои што го надминуваат и победуваат секој грев. But God has chosen people with sins and with problems. Туку Господ избрал луѓе со греови, во греови и проблеми. God has chosen me and you Господ не е избрал мене и вас to bring to naught, to despise what exists in this world. да го презре она што постои во светот и да го уништи она што е нешто во овој свет. We, I and you, were brought into existence Јас и вие сме донесени на овој свет because we were needed in this plan of God. затоа што му сме потребни на Бога во овој негов план. God needs a church, На Господа му е потребна црква, a righteous one, праведна црква, a humble one, понизна црква, not wise one, не мудра, a church who is spiritually minded, туку црква која што има духовен ум, духовно размислува, who renounced to carnal mind. која што го отфрла телесниот ум And he is calling his church и тој ја повикува својата црква to accept this transformation that he will do in us. да ја прифати оваа трансформација, оваа преобразба што тој сака да ја направи во нас и со нас. Can we agree to be the wisest men of this planet when the planet will say about us that are the most foolish? Yeah. Can we accept the risk Можеме ли да го прифатиме овој ризик, to be the wisest men of the planet да бидеме најмудрите луѓе на оваа планета, while the planet is saying that we are the most foolish? додека луѓето на планетата велат за нас дека ние сме најлудите, најмудрите? Can we take the risk
Можеме ли да превземеме еден ваков ризик? assume the risk, Да си предпоставиме еден таков ризик. to be the most powerful man and woman of the planet, Да бидеме најмокните мажи и жени на оваа планета? while the people of the planet will say about us that we are the most weakest of the planet. Додека луѓето за нас ќе велат дека ние сме најслабите, најникаквите. And please understand one thing. И ве молам разберете едно нешто. When all the world is forgetting God and His Word, Додека целиот свет заборава на Бога и на Неговото Слово, they will say that this is power. they will say. Say that this is power they are doing. Forgetting God is a power. Аха, значи заборавајќи на Бога и на Неговото Слово, тие ќе велат дека тоа е сила. And this less power, no power, wickedness to believe the Word of God. И дека е слабост, дека е помалку силно, дека нема сила во тоа да веруваш, да се потпираш на Божјето Слово. But when we are weak, then Меѓутоа, тогаш кога сме слаби, we are strong. тогаш сме силни. Because the power of God is made manifested in our weakness. Бидејќи Божјата сила се манифестира токму преку нашите слабости. My dear brothers and sisters, Драги браќа и сестри, our wickedness, our if we want it, shall start in our own lives and in our families. What do you mean by wickedness? This kind of wickedness love that this. God wants to have to us. Can you repeat? Yeah, our wickedness will start in our You mean lives, our in families. weaknesses? Yes, weakness. Weakness. Значи нашите слабости. Can you repeat it again? So Yeah. to connect the sentence. We spoke about weakness, Дали зборувавме за слабост, that we must be the weakest people on this planet, дека треба да бидеме најслабите на оваа планета, because when we are weakest, we are the strongest. бидејќи тогаш кога сме најслаби, сме и најсилни. And maybe when we have spoken about this, everybody from here decided that they want this weakness. И можеби кога вака зборуваме за ова нешто, сите ние ќе се сложиме да бидеме најслабите. They want to be weak, to be strong. Сакаме да бидеме најслабите за да бидеме најсилните. They want to be weak, to go in heaven. Сакаат, значи, таквите да бидат најслабите за да се спасат, да одат на небо. But this weakness, this kind of weakness, Но ваквата слабост will start in our families, in our churches. треба да започне во нашите семејства, во нашите цркви. A husband or a wife, a child or a father, a parent Татко, мајка, деца shall start to manifest the weakness in his family. ќе почнат да ја покажуваат слабоста во своите семејства. Stopping being strong in family. Кога ќе престанат да се прават силни во своите семејства. An elder, a pastor, a member will stop to be stronger in the church. Кога старешината, кога пасторот, кога еден член на црквата ќе престане да се прави силен во црква. We cannot be faithful to God in important things Ние не можеме да му бидеме верни на Бога во важните работи, if we won't start to be faithful to Him in small things. ако не започнеме да му бидеме верни во малите нешта. And God will try to educate us to be faithful to Him in small things. И Господ ќе се обидува да не обучи да бидеме верни во малите нешта. To be weak in family, Да бидеш слаб во семејството, to be weak in church. да бидеш слаб во црквата. And this will give us power to be weak in our work, at our school. А тоа ќе ни даде сила и да бидеме слаби и на работното место во училиште. This will give us strength and power to be weak in the world. Тоа ќе ни даде сила и да бидеме слаби во светот. And when this will happen, God can
utter the command for deliverance. Кога вакво нешто ќе се случи, тогаш Господ може да ја изусти, да ја каже онаа заповед за наше избавување. One more and the last thought. Уште една мисла, последна. If we want from God or from Christ Ако сакаме од Бога или од Христа, everything what God or Christ possessed, да се што Бог или Христос поседуваат, accepting the character, everything But that they have, accept. accepting the character, accept the character. Значи, ако сакаме да поседуваме се што Господ и Исус поседуваат, освен нивниот карактер, what we are, тогаш што сме? what do we are? Што сме ние, ако сме такви? We will be superior beings, Тогаш ќе бидеме супериорни суштества, like the angels, fallen angels. како ангелите, како паднатите ангели. Do you understand? Дали разбирате? Possessing everything that God has, Значи, се да поседувате, се што Господ има, without character, но без неговиот карактер, will create demons. тоа од нас ќе направи демони, Superior beings супериорни суштества, in the likeness of the demons. кои што всушност ќе наликуваат на демони. That was Lucifer was. Yeah. That's why it's very important for God Затоа многу важно е за Бога to take from us the principal sin of Lucifer. The most important sin of Lucifer, the pride. Значи да го одземе оној најголемиот грев кој што го има Луцифер, The pride, тоа е гордоста, seeking for power, желбата за моќ, seeking for control, желбата да се има контрола, seeking to influence other beings. желбата да се има влијание над другите. And you must know that this is the most hard part that we have to work in И our life. мора да бидеме свесни дека ова е нешто најтешкото со кое што мораме да се справиме во нашите животи. Because we will be powerless. Затоа што ќе бидеме немоќни, без сила. But when we will be powerless, Меѓутоа, кога ќе бидеме тогаш безсилни, we will show to everybody that our country is not here, but is up. на сите јасно ќе им покажеме дека нашата земја не е овде на земјата, на планетата Земја, туку е горе на небесата. That our wealthy is not here, but is up. Дека нашето богатство не е овде, туку горе. That we are not running and searching for the things that the planet is searching for. Дека не трчаме и не копнееме по нештата по кои што трчаат и копнеат луѓето на оваа планета. But we are searching for a country, Туку копнееме, туку ја бараме земјата, a better one. подобрата земја. Please do not forget, Немојте да заборавите, valid also for me, тоа исто важи и за мене, that every time when we get angry, дека кога секојаш ќе се налутиме, when we get upset, кога ќе се разочараме, вознемириме, when there is something that is not okay for us, or кога not нешто, agree with it, кога нешто не е по наш кеф, што велиме, we are manifesting something which is strange from the Word of God. тогаш ние манифестираме, покажуваме нешто што му е страно на Божјото Слово. Strange for His being, strange from His universe. Нешто што е страно, нешто што е чудно и за него како личност, но и за целиот универзум. When we are doing this, we are carnal mind. Кога правиме такви нешта, тогаш ние одиме по телесниот ум. When we are like so, we cannot discern the Word of God. Ако сме такви, ако сме телесни, тогаш нема да можеме да го разбереме Божјето Слово. When you feel yourself being so, Кога се чувствувате дека сте такви, when you realize that you are so, кога ќе сватите дека сте такви, kneel down клекнете and ask to God и побарете од Бога
You are my king. Речете му, обратете му се. Ти си мој цар. O God, О Господе, command the Zap- deliverance. заповедај мое избавување. And as Jesus was listening to the voices of those people who were captives of Satan in the time when he was on the earth, Дали Исус ги послушуваше, ги слушаше гласовите на оние кои што беа заробеници на ѓаволот во времето додека тој чекореше по земјата? he will also listen to the weakest voice who is asking for deliverance. Како што ги слушаше сите тие, ќе го послуша и најслабиот глас кој што бара избавување. We have true deliverance promised for us. We have true deliverances promised to us. Значи, нам ни се ветени две избавувања. A personal deliverance from our sin Лично избавување од нашите гревови and the deliverance for the church, for the people who were already delivered from their sin. но и колективно избавување на црквата, на народот, кои што веќе биле избавени од своите лични гревови. May God help us Нека Господ ни помогне to understand both of them, да ги разбереме и двете избавувања, to understand that for this deliverance He had sent a message да разбереме дека за таа цел, за наше избавување, тој испратил вест, the third angel message. тоа е третата ангелска вест. And for the days that will come, I want that together to study this message of deliverance, the third angel message. И во наредните денови би сакал со вас да го проучуваме, да ја проучуваме токму ова вест на избавување, третата ангелска вест. Together with those subjects that we have in questions today, Заедно со сите оние, значи, теми кои што беа и уфатени преку прашањата денеска and which are not very clear to you. и кои што ќе се покаже преку одговорите ваши дека не ви се доволно јасни. May God be with every one of us. Нека Господ биде со секој од нас, Lead your steps to your homes. нека ги води вашите чекори до вашите домови, Give to you a good rest in this evening. нека ви даде ова ноќ добар одмор And please keep in mind и ве молам, имајте на ум Christ, Исус, Christ only, and Him crucified. само Исус, само Христос, само тој распнатиот. Because Christ crucified is the power of God. Имајте го на ум само Христа распнатиот, бидејќи Христос распнатиот е Божјата сила. God be with you. Amen. Нека Господ биде со вас. Амин.